Професионалната кариера ја започна како балерина во класичниот балет и доби статус на истакнат балетски уметник. Продолжи како кореограф и изведувач на современиот танц и стана пионер на современиот танц во Македонија. Денес се занимава со интердисциплинарниот уметнички израз. Токму таков беше нејзиниот последен проект, насловен Врба, со кој се представи на годинашниот 50-ти јубилеен млад отворен театар. Почитувани гледачи, во Култ култура денеска со Искра Шукарова, кореограф и професор по балетска педагогија на Факултетот за музичка уметност во Скопје. Искра, добар ден, добре дојдовте во Култ култура. Како што реков и во најавата, учествувавте на годинашниот МОД со вашиот најнов проект Врба. Станува збор за интердисциплинарен проект, што го работевте со вашата соработничка од САД, конкретно од Филаделфија, Естер Бейкер. Проектот зборува за спојувањето на македонската и американската традиција, а спојката е природата, конкретно дрвото врба. Зборувавте и раскажувавте и ваши лични и семејни приказни, но беше присутна и таа алузија на потребата од заштита на животната средина. Па што ве мотивираше за ваков концепт? Она што се случи на 50-тото издание на МОД е врамување на соработката во просторот во КСП Центар Јадро. Самиот простор отвори нови прашања за тоа како ќе ја поставиме представата. Инаку, секако, дел од она што сметаме дека е важно е вклучување на публиката и не на начин кој што е да кажам буквална интеракција. Така, буквална интеракција, туку публиката и присуството е едно во просторот. Значи, просторот е многу важен, нашиот однос во просторот и визуелните представи. Значи, перформансот всушност е некој вид на визуелна инсталација, би рекла. Се случува таа соработка на освестување на таа потреба на телото, човекот, природата во однос на заедницата, претходат работилници кои што се потоа продолжување, нели, со перформанс, така беше минатата година со Криста Денајо. Проектот се базираше на 3 изразни средства, а тоа е говор, тело и простор, конкретно природа. Така, врбата како дрво ни беше иницијална инспирација. Двете најдовме точки на истражување кои што ги споивме и пред 2 години, меѓутоа по-конкретно сега. Всушност, самото дрво врба е дрво кое што е символ на жалост и на бесконечност и среќа. Така што јас, например, најдов од нашата фолклорна ризница прекрасни песни, кои што се обидував да ги разработам на современ начин, да ги отелотворам. Значи, исто тоа, исто Естер така се обидуваше преку една
позната песна за врба од 60-тите години во САД, така повеќе во некој кантри стил. На некој начин целото случува и еден диалог, една кокреација. Од кога датира соработката меѓу вас и Естер Бейкер и колку се разликуваше проектот Врба што го представивте пред известно време во САД во однос на тоа што го видовме во Скопје на Младиот отворен театар? Со Естер се знаеме можеби 10 години. Пред 2 години, како дел од резиденцијата во Wild Heart во Масачусетс, имавме различни сесии со колеги и со Естер Бейкер дојдовме до некои точки на размена на, конкретно на нашите приказни, на она што е, предците, приказните од минатото, од нашите блиски, од баби, дедовци, родители, она што е, да кажам, многу често во секојдневие и некое далечно минато. Меѓутоа, за нас се тие приказни живи и се присутни, бидејќи учиме од она што било пред нас. Природата е тука многу време и пред нас и со нас, и она што е важно е да не го забравиме тоа. Врба беше единствен проект во официјалната програма на МОД кој беше нешто поразлично од драмска представа. Во годината кога фестивалот прослави 50-то издание, имаше најмал буџет од 75.000 евра и вашиот проект беше единствен поинаков во однос на останатите представи што ги режирале македонски режисери, а се поставени во регионот, кои ја чинеа всушност програмата на МОД. Како ја коментирате состојбата во која се наоѓа фестивалот? Искрено многу ми е жал, затоа што јас долги години наназад со доста соработници сум имала задоволство ми било да учествувам, чест ми било. МОД е еден реномиран интернационален фестивал, не треба да кажам ништо повеќе, сите знаеме колку значи просто на едно рамниште со бите фестивал, и кога слушнав и од страна на организацијата која што навистина се трудеше да го одржи, да го собере и во условите кои што се едноставно такви какви што беа оствари фестивалот. Искрено ми е жал што е ваков фестивал донесен под прашање за иднината воопшто и за нешто што е традиција. Дали треба да постои под секаков услов, не би кажала. Не сум сигурна дека не треба да постои, меѓутоа дефинитивно она што го гледавме во минатото, како зборувам од современиот танц, на МОД сум ги гледала Јан Фабер, Вим ван ден Кейбус, навистина големи имиња од сцената. Едноставно мислам дека треба да се заштити и задржи нивото на фестивалот. Дури и да нема големи имиња, но сепак да биде ставен на некое место кое што го заслужува. Студиравте современ танц на конзерваториумот во Лион 1993 година, а по 9 години магистриравте во Лабан центарот во Лондон. Што за вас беше пресудно од класичниот балет да преминете на современиот танц и што нуди современиот танц што го нема во класичниот балет?
беше моја визија во тој момент е да се развие сцена, да не бидам сама на сцената, да има колеги од локално, регионално и нели идејата интернационално, да може да се разменуваат знаења во тоа време и секогаш студентите се фрапирани, немаше интернет. Се гледаа представи во живо. Сега јас можам да им покажам на студентите што е Марта Греам, историски да ги водам Форсайт, Пина Бауш, мислам да добијат една идеја. Лабан методот е доста ефикасен во однос на анализа на танцови движења. Тоа е методот на кореолошките истражувања и всушност што е движењето, какво движење се случува, каква динамика има движењето, што е и каква е релацијата на телото, динамиката и просторот. И тоа и го предавам, тоа го пренесувам на студентите како дел од програмата при ФМУ, катедра за балетска педагогија, но исто така и во соработката со колегите. За мене е многу важно за каде сум јас во просторот, кои се телата или кој е проксемиката, како сме поврзани во просторот. Дефинитивно просторот многу ме интересира, не само оној простор црна кутија, класична сцена, туку и сайт специфик, она што е архитектура, тело, простор и дефинитивно она што никогаш не ми било дозволено да го користам во класичниот балет, просто тоа се каноните, глас. Со проектите од современиот танц и последниве години од интердисциплинарната уметност, вие всушност влеговте и станавте член на независната културна сцена во Скопје. Во што е разликата кога се работи на независната сцена во однос на работата во институцијата театар? Кои се предностите, а кои се проблемите со кои се судирате? Институцијата има своји програми. Многу често не соодветствуваат со она кое што можеби е истражување кое што е да кажам нешто што можеби не е можеби соодветно за програмите или веќе составени во рамка некои видувања за алтернативното представување или нешто кое што не е за во институција. Затоа сметам за мене просторот е важен секогаш во институција, затоа што некои од проектите кога во рамки на институција не беа согледани како или доволно интересни или нешто што сметале дека не е потребно, јас сум науѓала секогаш алтернативни простори. Многу сум среќна што го имаме овој простор, заедницата и уметничките воопшто од различен профил има тука во КСП центар изложби. Ова не е танцов простор, меѓутоа веќе трет пат изведуваме танцови перформанси во овој простор, што значи дека многу е важно да се има простор каде што не си ограничен од одредени, да кажам, инстанции. Почнавме и да завршиме со проектот Врба, дали ќе продолжи како проект во процес да се развива, ќе работите ли повторно со Естер Бейкер и каде ќе биде неговата следна изведба? Со Естер веќе имаме некои идеи, има интересен простор, деновиве исто колешка од истата мрежа, го отвори база во Софија. Најверојатно би било некое гостување или ќе продолжиме со соработката секако со и фидбек и размислувања во однос на оно што се случи тука во Скопје. Искра, јас ви благодарам многу за разговорот. Благодарам и јас.
Тоа беше Искра Шукарова во Култ култура, а вие, почитувани гледачи, останете на Телма и имајте пријатен ден.